Драги гледачи, добро утро. Денеска се наоѓаме во просториите на Екосвест и тоа го правиме со причина, затоа што изминатиот викенд има одлична акција или одлична екотрампа, нати го, дај ми го. Многу повеќе за ова со Милијана, затоа што уште кога влеговме тука, можев да забележам на незиното лице и на лицето на другите девојки тука дека имале одлична акција, бидејќи беа многу насмејани. Добро утро, драго ми е што денеска сте заедно со нас и ние сме кај вас за да пренесеме како поминавте изминатиот викенд со оваа акција. Добар ден и на вашите гледачи. Благодарам што не посетивте во нашите канцелари. Така како што спомнавте, екотрампата беше во саботата, на 14 февруари, од 12 до 15 часот во Бистро Комедија. Првата екотрампа беше посетена, не ги надмина очекувањата, но ова можам да кажам дека ги надмина и првичните очекувања од првата екотрампа. Имаше голем број на луѓе. Ме радува тоа што на оваа екотрампа дојдоа и семејства со нивните деца. Имаше многу дечиња, но и повозрасни, така што се надевам дека ќе продолжи само во оваа градација и ќе прерасне во еден голем настан. Така, нашата екипа ги следи начално вашите активности и затоа сакаме да ги пренесеме на нашите гледачи. Што всушност беше оваа акција, која беше целта намената? Ајде малку да откриеме што таму се случуваше. Верувам дека имаше некои интересни ситуации, но и многу задоволни луѓе кои што донеле нешто што можеби не им треба повеќе нели во нивниот дом, а си земале нешто друго што го посакувале. Екотрампата е настан кој дава можност на предметите кои повеќе не ги користиме во домот, а ги имаме многу, сите може да се согласиме со тоа, да добијат втора шанса и втор живот од страна на некој друг учесник на екотрампата. Правилата за учество на екотрампата се да секој учесник може да донесе до максимум 5 предмети, дали е тоа алишта, може да е книга, накид, некој куински елемент, мал и слично, значи до максимум 5, кога ќе дојде на нашата регистрација, ги остава тие 5 предмети, за возврат добива 5 купони, кои играат улога на парички или банкноти и еден купон е еквивалент на еден предмет, било каков предмет, без разлика што сте донеле, можете да се одберете било што друго од другите учесници и уште еден купон за бесплатна безалкохолна пијачка. Имаше многу странци овој пат, што го видели ивентот на нашиот Facebook ивент креиран и на социјалните мрежи воопшто. Тоа ме израдува посебно и како што напоменав, децата ме израдува многу затоа што беа желни, ги носеа своите играчки од дома и сакаа да се заменат со други дечиња играчките од нивна страна. Така да, тоа е доста интересно, бидејќи многу дечиња не сакаат да ги дадат своите играчки, иако ги имаат еден тон дома, но ако им се представи убаво позитивно оваа приказна, верувам дека наместо мече ќе си заминат дома со некоја друга играчка. Имало, верувам, некои интересни ситуации и со децата и со повозрасните? Спомнавме таа ситуација пред прилогов. Имаше дете што дојде со 3 колички и диносаурус играчка, ги остави, но не можеше ништо да си најде. И тука имаше и солзи, и разочарување, но за среќа родителите беа тука, останаа до крајот на самиот настан, седеа повеќе од 2 часа и се обидувавме сите од организација да најдеме нешто за да му дадеме. На крајот си отиде задоволен со една играчка, но една вредна би рекла. Да. Така, верувам дека целта на ова е да научиме дека можеме и поедноставно да живееме, дека не секогаш ни требаат премногу работи дома, без разлика дали се предмети, дел од гардероба и така натаму, и дека можеме да споделиме со друг. Верувам дека ќе правите уште еден ваков настан многу наскоро со оглед на тоа дека имаше голема заинтересираност. Почетокот на годинава креиравме ековолонтерски клуб Екосвест и започнавме со работа со 7 волонтери од средното училиште Орце Николов. Тие се сега, да кажам, водечка група и целата организација ја водат на екотрампата.
договоривме следната екотрампа да биде во април, почетокот на април, и се надеваме дека ќе биде на секој 2 месеци, ќе се потрудиме да биде на секој 2 месеци. Видовме дека ни треба поголем простор, затоа што дојде од прилика 130 учесници. Тоа не беше очекувано и тој простор не ги исполни сега тие пропорции, да кажам, ама следната ќе биде и на поголема локација и се надевам со повеќе и работи и предмети што може да се изберат. Така. На социјалните мрежи може да ве следат, можеме да споменеме каде може да ги гледат вашите активности? Да, секогаш објавуваме настан на Facebook, креираме на Instagram и секако на нашата веб страна ecosvest.com.mk. Така. И дали некој може да стане дел од вас и како може да го направи тоа? Како што спомнав, еко-волонтерскиот клуб е отворен за сите. Слободно може да дојдат, да ни пишат и да станат волонтер на нашата организација. Нема само екотрампата да биде настан, еве можам да споделам со гледачите, ќе се креираат и други настани од ваков карактер, така што следете не и ќе видите. Супер. Милијана, ти благодарам многу што одвои денеска време. Верувам дека и другите настани ќе бидат многу успешни и посетени како изминатиот. Ќе се видиме, секако да го најавиме тоа за нашите гледачи. Се надевам и јас ви благодарам. Ете така, драги мои, се надевам дека ви се допадна она што имавме да го кажеме, дека ќе ги следите сите новости од Екосвест и можеби ќе учествувате во некои од нивните следни активности и акции.